Добар ден, го гледате неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е претседателот на Сдруженијето на новинари на Македонија, Насер Селмани. Господине Селмани, неудамна ги доставивте забелешките за измените и дополнувањата на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Очекувате ли тие да бидат прифатени? Мислам дека секоја влада која што сериозно е заинтересирана за реформа во медиумскиот систем, ќе ги прифати тие забелешки, затоа што се тие аргументирани. Основна забелешка на ЗНМ и другите организации е процентот на финансирање на македонската радиотелевизија. Нашето барање е 1% од националниот буџет да се одвои за финансирањето на македонската радиотелевизија, јавното претпријатие Македонска радиодифузија и дел на Агенцијата за медиуми. До тој процент е дојдено после долги анализи и собирање на информации за начинот на финансирање или подобро речено за начинот зошто не функционира собирањето на радиодифузната такса. И ние сметавме дека околу 25 милиони до 30 милиони евра се доволни за почеток Македонската радиотелевизија да има оптимум средства на располагање за да може да се поврати, затоа што очигледно е стратегија на партиите, не само на претходната власт, но и пред тоа да се умртви МТВ, а да се игра со приватните телевизии со цел да се полесно манипулира или да се контролира јавното мнение. Затоа нашата проценка е дека ретерирањето на сегашната власт и претходната опозиција, која лани беше во опозиција, лани не им сметаше 1% од буџетот. Сега го намалуваат на 0,7. Ние ќе направиме во овој период, ќе направиме сите напори да ја убедиме владата дека 1% е оптимум за почеток за финансирањето на МТВ. Аргументите се на наша страна. Единствен аргумент со кој владата се бори во ова е дека немат пари. Ако сакате сериозни реформи, од кои што очекувате резултати, а резултатот е МРТ да се поврати во живот, затоа што е умртвено, МТВ да биде независен и професионален јавен сервис, тогаш мора да ги најдеме тие неопходни средства. Доколку не биде прифатена забелешката за финансирањето на МРТВ, дали тоа според вас значи дека власта сака да ја задржи контролата врз јавниот сервис? Искрено, за мене оправдувањето дека нема пари за МТВ не е убедливо и не е сериозно. Ако сака да добијат, да почне и да се подобри впечатокот во светот за Македонија во врска со слободата на говорот, каде што стоиме лошо, знаете, сме во група на земји со африкански земји. Тогаш вакви истапи или вакви грешки би биле фатални, затоа што ние како здружение нема да дозволиме и ќе бидеме отворени и за домашната, и за меѓународната јавност, дека ваков начин на однесување на владата за нас е неприфатливо. И ќе објасниме со аргументи зошто сметаме дека таа постапка не е добра. Со 0,7% од буџетот МТВ нема да биде ни независен, ни професионален. И таа оценка ќе ја слуша и македонската јавност и меѓународната јавност. Ќе ги искористиме сите наши канали да ја пренесеме таа порака до сите наши пријатели и партнери. Од владата побаравте и субвенционирање на печатените медиуми. Постои ли опасност на тој начин да се воспостави контрола врз тие медиуми? Знам дека тоа е меч со две острици. Знаеме. Меѓутоа, ако се предвидуваат јасни критериуми, ако критериумите се недискриминаторски, се однесуваат за сите печатени медиуми, можноста тоа да се злоупотреби е минимална. Од друга страна, ние во прва фаза веќе разговараме и со печатените медиуми, ќе видиме дали со даночни олеснувања може да им се помогне
на печатените медиуми. Такви практики има и во Европа. Намалување на ДДВ, услуги, транспортни услуги со дисконти и така натаму. На крај ќе оставиме можноста за директна помош на печатените медиуми. Дали тоа ќе биде преку печатниците, дали преку хартијата, не знаеме. Сакаме да сите опции да ги ставиме на маса. На крајот на краиштата, тоа ќе биде одлука и на луѓето од печатените медиуми на владата. Ние само сакаме да го помогнеме тој процес. И ќе видиме до кој модел ќе дојдеме, затоа што во Европа има разни модели. Ќе треба да го најдеме моделот кој што одговара за македонските прилики. Постојано има повици за решавање на случаите на заплашување, притисоци и напади врз новинарите. Зошто и оваа власт се уште не ги решила овие случаи? Ја мора ова да го истакнам дека новата власт очигледно дека има декларативна политичка волја да се стави крај на таа практика на напади на новинари и на политиката на неказнување на нападите на новинари. Меѓутоа, работата оди споро. Во нашите контакти и со премиерот и со министерот за внатрешни работи се обидуваме на некој начин да им објасниме зошто е битна ова работа. Не можеме ние да се бориме да го подобриме амбиентот во кој работат новинарите, ако секој напаѓа новина на улица и после не сноси одговорност. Постојано им укажуваме дека тие како носители на високи владени функции, дека кога ќе се случаат такви напади, многу е добро да излезат јавно во јавноста и да ги осудат тие напади, за да сфатат граѓаните во Македонија дека тоа е неприфатливо во едно демократско општество и дека системот не поддржува таква појава. Македонската јавност има право да знае кој напаѓаше новинари и тие луѓе да се соочат со правдата. Апелирам новата власт во ниту еден случај да не се обиде да сокрие еден факт, да сокрие една информација или да ја оспори постапката или истрагата затоа што ние тоа нема да го дозволиме. Ние постојано на глава ќе им стоиме. Според истражувањето на ССНМ, речиси половина од новинарите во земјава земаат плата под просекот и се без постојано вработување. Колку во такви услови новинарите можат да се охрабрат и да се борат против пропагандата и цензурата во нивните медиуми? Ако новинарите не се задоволни од заработката, тогаш тие навистина нема да го дадат целиот нивен, нема да се вложат целосно во исполнувањето на нивната мисија. И јас сум убеден дека ако успееме ние да ги зајакнеме капацитетите на македонската радиотелевизија, јас верувам дека најдобрите новинари во Македонија, а има такви многу, ќе бидат вклопени или ќе бидат прифатени од македонската радиотелевизија. Затоа што навистина таму ќе има потреба за креативен кадар кој што ќе учествува во создавањето на програмата. Ако таму се кренат платите на новинарите, ќе се крене и цената на новинарскиот труд. И веројатно јас очекувам дека тој тренд ќе мора да го следат и приватните медиуми. Затоа што една од начините како претходната власт успеа да ги убие у појам новинарите и преку ниски плати. Затоа што им даваше енормни плати, компензации и можности, и коруптивни можности главните или уредниците околу нив да заработуваат, а од друга страна луѓето кои што беа директно вклучени од теренот во производството на програмата беа потценети со нивните приходи што ги земат. Во пресрет на локалните избори ги повикавте медиумите на етичко известување. Очекувате ли овој пат да има разлика во нивното известување? Кога ние сакаме сериозна реформа, ние треба да се занимаваме со причините,
А причините знаеме кои се. Добро е што владата одлучи, и ние ја поздравивме таа одлука, да ги укине рекламите во медиумите, затоа што на тој начин претходната влада ги правеше зависни, финансиски зависни медиумите. Тоа е одлука во вистински правец. Ако успееме да пратиме во јавност дека насилството против новинари е недозволиво и дека нема да се толерира таа постапка или појава, ако успееме да го реформираме јавниот сервис, јас сум убеден дека нема потреба политичарите и дипломатите да вршат притисок врз медиумите, да им кажуваат медиумите како треба да известуваат. Ја верувам во моите колеги дека тие знаат да известуваат што е објективно и што е избалансирано. Меѓутоа, прашањето дали нашите колеги имаат поволен амбиент така да се однесуваат, слободно и професионално. Кога ќе ги создадеме тие услови, тогаш навистина целата одговорност за подобрување не само на известувањето за време на изборната кампања, него целосно и надвор од изборна кампања ќе биде наша како колеги. Ви благодарам за издвоеното време. Благодарам и на вас. Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.